И вечерва во нашата рубрика за Вселената гостува Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Добро вечер, Зоране. Добро вечер. Вечерва ќе зборуваме за Сонцето, така? За сите негови специфики, но пред тоа, еве неколку занимливости. Температурата на Сонцето на површината е 5760 степени, а во самото јадро околу 16 милиони степена. Многу негостолюбива планета. На самиот Сончев екватор можат да се сместат 109 планети Земји. На екваторот на звездата Баталгез можат да се сместат повеќе од 700 сонца. Сончевите зраци што утре ќе ве погалат до вас ќе допрат по 8,5 минути од тргнувањето од Сонцето. Сонцето до Земјата е најблиску на 3 јануари, околу 147 милиони километри, а и на најдалеку од нас е на 3 јули, околу 152 милиони километри. Кога би биле на планетата Меркур, Сонцето би го гледале 3 пати поголемо и температурата од 480 степени Целзиусови. Кога би биле на планетата Плутон, Сонцето би го гледале 8 пати помало од Земјата и доттаму сончевите зраци би пристигнале за 5 часа и 47 минути. Еве нешто и за тежините. Ако на Земјата тежите 100 кг, приближно колку што тежи мојот гостин, на Меркур би тежеле 38 кг, на Венера 90,8 кг, на Месечината 16,5 кг, е таму долг ќе биде за ти. Да. На Плутон не е. На Јупитер 264 кг, на Плутон само 6,7 кг би тежал нашиот гостин Зоран, а на Сонцето, не да Боже да се најде таму, ќе тежи 2790 кг. Ете тоа беа тие занимливости, а сега да тргнеме. Каков бил, Зоране, интересот кај народите и како тие го толкувале значењето на Сонцето историски погледнато? Па да, Сонцето уште кај најстарите народи имало и така големо влијание. Луѓето не знаеле за астрономијата во тоа време, не знаеле за силите кои се предлегуваат од Сонцето, меѓутоа ни верувале дека она дава некоја сила, од која што верувале дека од Сонцето настанува некој живот, дека од Сонцето буквално се раѓаат сите растенија и све што е на планетата. Тоа е вистина. Да, тоа е вистина, меѓутоа ни тоа нормално не можеле да го објаснат, меѓутоа тоа го знаеле. И со таа причина, ако погледнете на многу цртежи, да се вратиме да речеме уште пред 4-5 години од денеска, на многу цртежи, значи уште на зидно сликарство кога е клесано по зидовите е нацртано Сонцето, а исто така и кај голем број на народи, историски записнувајќи, да речеме од нашите јужни соседи, па преку нас и многу држави во светот, Сонцето како такво го имаат на своите знамени, на своите грбови. Значи, може да се каже дека еве гледано кај во најголем број на држави во светот, мислам дека некаде преку 70 и повеќе држави во светот, на своето знаме го имаат Сонцето во различни форми. Значи, од тука се гледа дека самото Сонце низ историјата представува нешто многу големо што му значило на човекот. При тоа вклучувајќи и нашата Земја. Да, мислам, луѓето биле свесни, они не знаеле тоа да го објаснат научно. Меѓутоа знаеле дека од Сонцето потекнува све. Знаеле дека од Сонцето потекнува таа сила која што настанал човекот. Од Сонцето дава енергија за да може да Земјата да се, нели, да роди, за да животот едноставно може да остане. Знаеле дека доколку го снема Сонцето на кратко,
кога имало затемнување, значи кај нив се будела некој страв од некоја неизвестност, сонцето ќе ни го снема, па што може да се случи, значи нема да настане некој си живот и така натаму. Кога све во овој контекст, постоеле ли, Зоране, верувања? Постоеле ли, да не речам, празноверија во толкувањата за сонцето? Да, па највише тие толкувања биле поврзани со помрачување на месечината. Значи секогаш кога доаѓало до помрачување на сонцето од страна на месечината, луѓето го сметале тоа како за некако си лош предмет. Дури и некаде во средниот век, значи некаде за време на османлиите, и кај османлиите било нагласено тоа, значи со нивното знаме, затоа што во Турција, да речеме Турција, турското знаме нели има имаме полумесец, кај што таму се нагласува дека месецот има таа моќ да го затемни сонцето, значи. И тоа народите овде кај што живееле во тој период, значи они тоа го сваќале како еден вид на ростот. Значи чим сонцето можело да биде поробено од страна на месечината, значи да го затемни, значи дека и они можеле тоа. А и се такви верувања постојат и кај многу народи, не само кај нашиве народи, него кај сите народи. Така, можеме ли да проговориме нешто и за 4 универзални космички сили? Па да, мислам, ако би зборил нешто за Сонцето или за Вселената, ред е да ги спомнеме тие 4 универзални космички сили, од кај што буквално настанува свет. Значи, древните луѓе не ги знаеле тие сили, меѓутоа на некој начин ги предпоставувале. Меѓутоа, нели со самиот развој на науката, на техниката, се докажуваат тие сили. Тоа е првата сила, мислам, не идеме по некој си редослед. Првата универзална космичка сила е гравитацијата. Значи, гравитација сите знаеме што е. Значи, сите предмети заедно се привлекуваат меѓу себе. Значи, да речеме, се овде кај што се наоѓа во студио се привлекува едно со друго. Меѓутоа, нормално постои нешто поголемо што привлекува сето, а поголема е куќава, нормално. Целата зграда. Меѓутоа, кога би се качили на 10 км или 15 градова, воопшто не би ја виделе. Значи, би ја виделе земјата. Значи, све на нас што не привлекува овдека на земјата. Таа е универзална ова гравитација, првата сила, значи гравитацијна сила. Оваа сила е најслаба од сите сили. Меѓутоа, нормално, нели убиствена сила, затоа што нормално никој не би преживеал пат од 50 на метри од това. Меѓутоа, важно за оваа сила е што постои насекаде во космосот. Втората сила е електромагнетната сила. Сега некој ја одвојува посебно како електро, некој како магнетна. Меѓутоа, без зависност на тоа, електромагнетна сила е онаа сила, да речеме, кога ми се еден киливар ќе протрляме со некоја тканина, после тоа ги пролекуваме сите тие оние мали парченца од хартија, или ако имаме чешол од киливар, значи чешола знае да подигне косата, или самото на зрачење на светлоста, што е електромагнетно, тоа е всушност електромагнетно зрачење. Значи тоа зрачење може да го стопи снегот, може мразот да го стопи, може водата да ја испари и све слично. Значи тоа е као еден вид на сила, таа електромагнетна сила, која што исто насекаде ја има во космосот и она влие заедно со гравитацијата, значи делува на многу големи растојанија. Дали Радио 2 има електромагнетна сила и гравитација? Да, иначе нормално не би можеле воопшто да се слушнат. Третата сила која што е во космосот е јаката нуклеарна сила. Сега оваа сила делува помеѓу два, делува на многу краток обсек, ова јаката нуклеарна сила, и која ќе се спомне јака нуклеарна сила, тогаш сите луѓе го сваќаат како нешто лошо, како нешто опасно. Меѓутоа, треба да се свати дека нуклеарната сила всушност значи е сила на животот. Значи самиот процес што се случува напред во Сонцето е еден вид нуклеарен процес, значи он е процес на нуклеарна фузија, и без таа нуклеарна фузија не би се ни јавил овдека животот на Земјата. И четврта последна сила е слабата нуклеарна сила, која што е воедно една од најмалку истражените сили, значи за неја да се знае дека она влијае на металите, пример да речеме помага при распаѓањето при јавувањето на корозија кај сите метали што се. Исто така она го успорува процесот на
на делувањето на јаката нуклеарна сила. Значи една сила која што се уште доволно не е истражена, меѓутоа на човештвото е позната као таква дека постои. Ајде сега да позборуваме, Зоране, нешто и за теоријата за постанокот на Вселената и првите неколку милиарди од години од неговото постоење. Па една од најзастапена теорија, нели е теоријата за Биг Бен, за постанокот на космосот. Сега на неколку места може да прочитате различни години. Значи некаде може да прочитате дека тоа почетокот започнува некаде пред 15 милиарди години, некаде пред 12, некаде 13. Има едно најнов напис кој кажува дека всушност Биг Бенот започна негде 13,73 години. Пред 13,73 милиарди години. Што всушност значи Биг Бен? Значи голема експлозија, на енглески, и некогаш и негде во самиот космос, што не мора да значи дека самиот Биг Бен не значи дека всушност тоа е центарот на космосот. Настанува таа една огромна експлозија и нормално после, да речеме, после 3 минути од таа експлозија веќе се создават првите хемиски елементи, значи тука се водородот и хелиумот. Водородот нели кој најлесниот хемиски елемент. Температурата во тие услови е несфатлива за нас, значи изнесува некаде околу неколку стотини милиони целзиусови степени, густината е некаде околу 200 до 300 пати 200 до 300 милиони пати погуста nego густината на водата, значи справите за една материја која што е несфатлива за нас во тие услови. Меѓутоа, во периодот како што поминува експлозијата, нели знаеме експлозија, што значи сите частички, сите атоми што се наоѓаат се шират во сите правци и некаде во периодот после 700.000 години, значи светлината настанува разидување помеѓу светлината и материјата и хипотетички ако кажеме, значи кога би се наштела во тој момент, светлината Вселената на некој начин станува прозрачна, значи би можеле нешто да се види. Сега како што поминува периодот, Вселената се повеќе и повеќе се шири. Значи секоја секунда таа се повеќе и повеќе се шири и некаде отприлика после милиарди и пол до 2 милиарди години, значи светлината веќе си има еден доста, Вселената си има зафатен еден доста огромен простор и температурата е некаде околу 150 келвина, што за наши услови значи доста ладна Вселена. Значи тоа отприлика е некаде околу 130 степени во минус Целзиусови, значи 273 келвина, 273,15 Целзиусови степени во минус е всушност смртта, она вселенска смрт, значи или 0 келвина. Значи на таа температура веќе атомот се кочи. И во тој момент започнува оној процес на собирањето на гасовите што се наоѓаат во водород, на водородните гасови што се наоѓаат во космос. Значи се постои во Вселената една така наречена Джинсова граница на формирање на овие облаци и доколку они си имаат доволна количина на материја, значи започнува тој процес на собирање на облаците. И тоа обично таа критична маса за да се формира еден облак изнесува и во светлосни години. Тој процес не е толку брз, него е доста спор тој процес. Мислам трае со милиони години. Меѓутоа еве така хипотетички малку ќе го објасниме. Значи тој газ започнува да се собира и сега кога доаѓа во еден критичен момент, тој газ започнува да се врти. Значи во физиката постои еден закон да флуидите и течностите на една одредена брзина тие започнуваат да се вртат. Исто така и газот започнува да се врти и со секое негово вртење, значи секој народен круг, он започнува гравитацијата него започнува да го гужва. Сега хипотетички кога би биле таму, значи ние би ја виделе таа звезда која што се нарекува протозвезда, значи како